По нешто повеќе од 2 часа средба меѓу мандатарот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети во седиштето на СДСМ никој не сакаше да даде изјава за она што се разговарало. Ахмети на заминување рече дека партијата ќе објави соопштение во текот на денот. Од СДСМ велат дека ќе работеле прво на менување на перцепцијата и на принципите за функционирање на идната влада, а потоа ќе станало збор за конкретни имиња. Владата со технички овластувања нема овластување да подпишува вакви договори на неколку дена пред заминување, изјави портпаролот на СДСМ Петре Шилегов одговарајќи на новинарско прашање откако денеска министерот за здравство во заминување Никола Тодоров подпиша договор за изградба на клинички центар со 3 компании вреден 72 милиони евра. Тој најави дека ќе биде направена ревизија на владата во заминување. Трансмет на осомничениот Сеат Кочана, една од трите фирми со кои државната Елем склучила нов договор вреден 2,5 милиони евра за ангажман во Рек Битола. Договорот меѓу Елем и Трансмет е склучен во време кога Кочан беше надвор од државата и за него имаше распишано потерница, а тој повеќе од 2 месеци беше недостапен за МВР. Во случајот Труст, СЈО ги товари дека со лажна документација добиле тендер од државната Елем вреден 17 милиони евра.